Добар ден, драги ученици! Јас сум Ирина Чалевска-Петрушева, оделенски наставник во трето оделение од Основното училиште Браќа Рамис Хамид и од Скопје. Денеска со мене ќе имате час по математика. Нашата наставна единица за денеска е подредување броеви. Како ги подредуваме броевите? Броевите ги подредуваме по големина. Кои се нашите цели за оваа наставна единица? Ученикот да знае да подредува броеви до 1000 по големина, да знае да подредува броеви по ред од најмал до најголем и обратно, да знае да подредува двоцифрени и трицифрени броеви по редослед, да знае да го објаснува подредувањето на броевите. Да се подсетиме како во второ оделение ги подредувавме двоцифрените броеви. Преку оваа текстуална задача и нашата фамилија Стојанови ќе ги подредуваме годините. Ова е фамилијата Стојанови. Дедо Стојан има 87 години, баба Зора има 72 години, тато Гоце има 43 години, мама Лиле има 39 години, Луна има 9 години и Тео има 5 години. Подреди ги поред годините, почнувајќи од најмалиот кон најголемиот. Во ова наше семејство, Тео е најмал член, што значи почнуваме од Тео. Тео има 5 години, Луна 9 години, мама Лиле 39 години, тато Гоце 43 години, баба Зора 72 години и дедо Стојан 87 години. Подредување на годините, почнувајќи од најмалиот. 5, 9, 39, 43, 72, 87. Оваа година започнуваме со подредување на трицифрените броеви. Преку задачи, активности, методи и техники ќе дојдеме до степен на брзо препознавање, подредување од најниска до највисока скала и обратно. Ајде преку првиот пример да ги подредиме броевите, започнувајќи од најмалиот до најголемиот број. Подредувањето на броевите секогаш почнува од вредноста на десетките, па единиците кај двоцифрените броеви, стотките, па десетките, па единиците кај трицифрените броеви. Во овој случај имаме 3 трицифрени броеви и 1 двоцифрен број, што значи нашиот двоцифрен број е најмал и започнуваме со бројот 87. Ако ги погледнеме трицифрените броеви, на местото на стотките, најмал број ни е бројот 1, што значи нареден број е бројот 131. Останатите два броја ни се броевите 352 и 364. На местото на стотките и двата броеви имаат бројот 3. Затоа ќе го погледнеме местото на десетките. Каде има помал број? Бројот 5 е помал од бројот 6. Затоа бројот 352 е следен број почнувајќи од најмалиот. И стигнавме до најголемиот, а тоа е бројот 364. Успешно ги подредивме броевите. Ајде да видиме преку задача, уште еднаш да ги подредиме броевите, почнувајќи од најмал до најголем. Имаме двоцифрени и троцифрени броеви. Во двоцифрените броеви, бројот 2 на местото на десетките е најмал, затоа почнуваме со бројот 22. Следен број е бројот 43. Следен број е бројот 78. Ги погледнуваме трицифрените броеви. На местото на стотките, најмал број е бројот 1, што значи наред е бројот 121. На местото на стотките, помал број е 4, 423 и најголем број ни е бројот 516. Во наредната задача имаме само еден двоцифрен број, тоа е бројот 14, започнуваме со него. Ги погледнуваме трицифрените броеви. На местото на стотките, најмал број ни е бројот 1, тоа е бројот 132. Следен помал број е бројот 2 на местото на стотките, тоа е бројот 210, па бројот 3, 345, па бројот 5, 547
и најголем број 856. Успешно подредени броеви, почнувајќи од најмал до најголем број. Следниот пример има за цел да ги подредиме броевите почнувајќи од најголем до најмал. Кога ги подредуваме броевите почнувајќи од најголемиот до најмалиот број, тогаш прво погледнуваме на местото на стотките и го бараме најголемиот број што се наоѓа на местото на стотките. Во овој случај имаме два идентични броеви кои што почнуваат на местото на стотките со бројот 5. Тоа е бројот 593 и бројот 598. Бидејќи двата броеви започнуваат со 5, го гледаме местото на десетките. Местото на десетките кај двата броеви е 9, што значи повторно идентичен број. Следува, погледнуваме местото на единиците. Во првиот број 593 местото на единиците е бројот 3, а во бројот 598 местото на единиците е бројот 8, што значи 8 е поголем од бројот 3 и затоа бројот 598 е најголем во оваа низа. Следен број е бројот 593. Па останува третиот трицифрен број, тоа е бројот 269 и како најмал останува двоцифрениот број, бројот 58. Успешно ги подредивме броевите. Ајде сега, преку задача, да ги подредиме броевите почнувајќи од најголемиот до најмалиот. Во оваа низа ги погледнуваме трицифрените броеви. Овдека исто така имаме два трицифрени броеви кои што започнуваат со бројот 300 на местото на стотките. Одиме да го погледнеме местото на десетките. Во првиот број 359, местото на десетките е 5. Во вториот број 336, местото на десетките е 3, што значи најголем број во оваа низа ни е 359. Следува бројот 336. Нареден број на местото на десетките е поголем 2, што значи 245, па 128. Двоцифрените броеви поголем 65 и како најмал 21. Следната задача, најголем број во оваа низа, местото на стотките 714. Имаме сега три трицифрени броеви кои што започнуваат со бројот 1, односно местото на стотките е 1. Погледаме местото на десетките. 3 е поголем од 1 и од 0, затоа 135 е нареден број. На местото на десетките 1 е поголем од 0, затоа 114 е поголем број и останува 105. Од двоцифрените броеви 97 е поголем од 25, останува како најмал број. Успешно ги подредивме броевите од најголемиот до најмалиот број. После сето ова следува вашата домашна работа, која што во тетрадките на страна 50 ќе ги решите задачите 1, 2, 3 и 4. Драги ученици, ви благодарам што присуствувавте на овој час по математика и се надевам дека со овој час ви помогнав во усвојувањето на уште една нова наставна единица. За крај една порака до вас. Подредувајте ги нештата во животот како што ги подредувате и броевите.